Денеска православната црква ги празнува светиот великомаченик Мина, светиот маченик Стефан Дечански, крал српски, и преподобниот Теодор Студит. Светиот великомаченик Мина, египтјанин по потекло и војник по професија, светиот Мина како вистински христијанин не можел да го гледа одвратното жртвопринесување на идолите, па ја напуштил војската, градот, луѓето и се, и заминал во пустата планина. Зашто полесно му било на светиот Мина да живее со дивите ѕверови, отколку со незнабожните луѓе. Еден ден го предвидел светиот Мина оддалеку незнабожичкото празнување во градот Катунија. Па слегол во градот и пред сите ја објавил својата вера во Христа Бога живиот и го изобличил идолопоклонството и незнабоштвото, како лага и како темнина. Кнезот на тој град, некој Пирос, го прашал Мина кој е и што е. Светителот му одговорил: татковина ми е Египет, името ми е Мина. Бев офицер, но гледајќи го идолопоклонството, се одреков од вашите почести. Сега дојдов пред сите да го објавам Христос, мојот вистински Бог, та и Он да ме објави како свој слуга во Царството Небесно. Кога го слушнал тоа Пирос, го ставил свети Мина на големи маки. Го камшикувале, го стружеле со железни четки, го гореле со свеќи, го мачеле со разни маки, па најпосле со меч го убиле. Телото му го фрлиле во оган, да не го земат христијаните, но тие сепак спасиле некои делови од огнот. Тие посмртни останки чесно ги погребале, а подоцна биле пренесени во Александрија и таму погребани, а над нив била изградена црква. Светиот Мина пострадал околу 304 година и се преселил во Царството Христово, но бил и останал голем чудотворец во двата животи, и на земјата и на небото. И кој да го славел светиот Мина и во неволја со вера го повикувал на помош, нему тој и му помагал. Повеќе пати се јавувал како борец на конј за да им помогне на верниците или да ги казни неверниците. Светиот маченик Стефан Дечански, крал српски, син на кралот Милутин и татко на царот Душан. По наредба на неизвестниот татко бил ослепен, а по наредба на лесномислениот син во староста бил удавен. При ослепувањето му се јавил светиот Никола во храмот на Овчеполе и му ги покажал неговите очи велејки: Стефане, не плаши се, еве ги твоите очи на мојата дланка. Во свое време јас ке ти ги вратам. 5 години поминал во Цариград како затвореник во манастирот Седржител, односно Пантократор. Со својата мудрост и со подвигот, кроткоста и благочестието, со трпението и добродушноста, Стефан ги надминувал не само монасите во манастирот, туку и целиот Цариград. Кога се навршиле 5 години, повторно му се јавил светиот Никола и му рекол: дојдов да го исполнам своето ветување. И го благословил слепиот крал со крсен знак и кралот прогледал. Од благодарност кон Бога го изградил Дечанскиот манастир, едно од ретките прекрасни дела на византиската уметност и еден од најпознатите споменици на некогашното српско благочестие. Светиот крал Стефан со светиот Сава и светиот кнез Лазар прават една прекрасна тријада од светост, благородство и самопожртвување, што српскиот народ го дал.
Како маченик го проживеал својот земен век и како маченик завршил во 1336 година, примајки венец на бесмртна слава од Вседржителот, на кого верно му служел. Преподобниот Теодор Студит, познат игумен на Студискиот манастир, голем страдалник за иконите, мудар основач на манастирскиот живот, од Бога надахнат учител на православието и чуден подвижник. Се упокоил во Цариград во 826 година, во 68 година од својата старост.